Украинската војска спроведува воени вежби во близина на градот Хорливка на истокот на земјата во време кога наблюдувачите на ОПСЕ информираат за прекршување на прекинот на огнот и за нови борби во регионот на Донбас. Примирието беше потпишано во декември од владините сили и проруските сепаратисти. ОПСЕ денеска не соопшти кој ги почнал борбите. Српски активисти денеска во Белград ја одбележаа 70 годишнината од смртта на генералот Милан Недич, кој беше на чело на квинслиншката влада на Србија за време на нацистичката окупација во Втората светска војна. Беше одржана панихида, а активистите поставија спомен плоча на местото каде што наводно Недич се самоубил. Официјалните податоци велат дека тој скокнал од прозорец во затворот додека чекал судење за предавство од комунистите во 1946 година. Антифашистички демонстранти кои велат дека Недич е виновен за воени злосторства против евреите, ромите и другите малцинства одржаа контрапротест. Киргистански волонтери одржаа хуманитарен карван во главниот град Бишкек за помош на киргиските номади што живеат на планинскиот венец Памир во Авганистан. Хуманитарната организација од луѓето за луѓето собира топла облека и други работи од стотици донатори. Околу 1500 етнички киргизи живеат во тешки услови во планинската провинција Бадахшан во Авганистан. Киргистанската влада оваа година понуди да им помогне на овие номади да се преселат во регионот на Ош во Киргистан.